Со порака дека политичкото ривалство не е непријателство и дека не му е непријател, лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски уште еднаш го повика премиерот Димитар Ковачевски да се вразуми. Порача дека единствен излез од катастрофалната ситуација во која се наоѓа Македонија се предвремени парламентарни избори, а дека двете најголеми политички партии се единствените кои може да се договорат за најдоброто за државата. Јас очекувам Ковачевски да се вразуми и да разбере дека јас не сум му непријател. Јас сум му можеби политички конкурент. И ВМРО ДПМН е можеби политички конкурент на СДСМ, но ние не сме непријатели. Не постојат други фактори, освен ВМРО ДПМН и СДСМ, кои што може да се договорат за еднината на Македонија. Нека не се залажува дека некој друг му го чува грбот. Тој грб ќе му биде полн со ножи. Полн ќе му биде со ножи. Немаме поголема цена од Македонија. Од СДСМ остануваат на ставот дека не прифаќаат лидерска средба за предвремени парламентарни избори, поради што дојде до активна блокада на собранието од опозицијата. Координаторот на пратеничката група на СДСМ Јован Митревски порача дека избори нема да има пред 2024 година. Ги повикувам сите пратеници од опозицијата кои што не се согласуваат со политиките на раководството на ВМРО ДПМН да се одважат и да ја прекинат оваа работа што ја прават во собранието овие 2 дена, затоа што на крајот сето тоа што го прават е на штета на граѓаните, на штета на државата и на интересот на граѓаните. Не можам да зборувам за епилог, само можам да кажам и кажав и повторувам дека ќе направиме се што е во наша можност, се што предвидува во деловникот собранието да не биде блокирано како што треба да биде така. Блокарата на собранието ќе трае додека власта и премиерот Ковачевски не ја прифатат поканата за лидерска со цел закажување предвремени парламентарни избори. Ковачевски во моментов нема слух за барањата на ВМРО ДПМН.